Со неизвестност и многу студени печки, започна грејната сезона во Пијанец. Ниските температури навечер и наутро ги примораа старите да ги запалат печките, но и да калкулираат со дрвата, бидејќи високата цена и недостигот на огревно дрво, тешко дека оваа сезона ќе ги стоплат граѓаните. Почнаа некаде по старите советски ги палат огњен, дека може биде 50 година. Мора да ги палат веќе тоа, ладно е веќе не, но за стар човек е ладно, не може да биде. Многу се скапи, не сме се снабдили. Не знам, ќе се грчиме под јоргане, што ќе правиме друго? 4 деца имам, не знам што да правам. Ништо, дрво немам, ништо немам, ништо. Те така, без работа сам. На пазарот во земјава недостигаат околу 200.000 метри кубни дрва. Надлежните велат дека тоа се дрвата од црниот пазар кои годинава ги нема, па недостигот на огревно дрво ја крена цената и до 3.000 денари за метар кубен, но овде треба да се додаде и доцнењето на тендерите за работа во шума кои јавните предпријатија ги потпишаа дури деновиве. Има, ако ви требе, има и за продавање. Стварно? Колку ги продаваш? По колку ги продава? Тамо по 2900. Ја има околу 30 кубика. Само во Делчево и Македонска каменица. За затоплување на домаќинствата им се потребни 15.000 метри кубни. Досега јавното предпријатие од Делчево испорачало 60%, а останатите заклучно со ноември, додека од Беровското јавно предпријатие информира дека во Малешевијата нема криза за огревно дрво, а цената на дрвата на шумскиот плац за метар просторен е 2320 денари. Во Малешевскиот крај криза за огревно дрво нема во моментов. Снабдени се сите домаќинства, снабдени се сите мали стопанства и други правни лица. За да се задоволат потребите на пазарот во земјава се потребни над 1 милион метри кубни дрва. И во таа смисла, ако се знаело дека оваа година ќе има недостиг на огревно дрво, се поставува и прашањето зошто јавното предпријатие Македонски шуми, паралелно со борбата со дрвократството, немаше и подобра организација и перманентен дотур на дрва, кој е единствениот клуч за нормализирање на состојбата со огревно дрво.